На прагот до поголемиот студ. Новата зима ќе ни дојде со старата слика за Скопје, која веќе тоне во белиот облак од загадувањето. Со падот на температурите пораснаа оние штетни PM10 честички, чиј број полека но сигурно котурка Скопје кон врвот на листите на најзагадени градови во светот. Со над 20 пати поголеми вредности на најштетните PM честички според просекот на СЗО и оценка дека воздухот не е здрав за вдишување, Скопје сега е трет град во светот по параметрите на загаденост, покажуваат податоците од платформата IQ Air. Од невладините организации алармираат дека одамна имаат доставено предлози и мерки, но повеќе од една година нема реакција од страна на градските власти. Од иницијативата ОДВА очекуваат новото раководство на градот да има слух и решителност да превземе чикори, бидејќи наместо само празни зборови, треба дела во борбата против загадувањето. Да се направи забрана за грејење на нафта, лисни масла, јаглен мазут, кокс во град Скопје, да стапи на сила. Имавме и рокови од 1.10.2026 за домаќинствата, за други објекти од 1.10.2028. Апсолутно ништо не е поместено на таа тема. Тоа е сепак во склоп со законот за квалитет на амбиенталниот воздух. И кога имаме на повеќе од 2 мерни станици нарушување, односно големо зголемување на вредностите на PM частичките, да се предвиди возење само на возила со зелени еконалепници, исто заглавено со правилникот. Од град Скопје не ни одговорија на прашањата кои мерки се превзимаат за загадувањето и што констатира општинскиот инспекторат. Сепак од државниот инспекторат за животна средина велат дека постојано се спроведуваат постапки кои се дел од акциски план. Директорката Ивана Гиновска вели дека работат и заедно со општинските инспектори. Сега имаме и координирани надзори со град Скопје, постапуваме заедно. Еве една од мерките е да се почесто мење на улиците, градежните активности да се стопираат кога имаме зголемено аерозагадување, гасификација на поголем број на објекти. Еве се почна со гасификација и со менување на цврстите енергенци на повеќе државни институции, така да мислам дека владата сериозно почна од минатата година да се занимава со овој проблем. Според последните истражувања, грејењето на дрва, односно согорувањето на биомасата, представува најголем извор на загадувањето, но значаен придонес имаат и согорувањето на нафтата и мазутот и минералната прашина која потикнува од градижните активности. Според Европската агенција за животна средина, во Македонија годишно, како последица од загаден воздух, се губат околу 3400 човечки животи.